Првиот пазарен ден во Кочани по олабавувањето на мерките за заштита од COVID-19 ги врати продавачите на текстил и друга стока за широка потрошувачка на улицата Гоце Делчев. Договорената мерка од состанокот на кризниот штаб главно се почитуваше, а тезгите беа распоредени само на тротоарот од кај кеот на Кочанска река. Одговорните од комуналното предпријатие Водовод претходно ги обележуваа местата за тезги, кои според одлуката на Општинскиот кризен штаб треба да бидат со максимална должина од 4 метри и пропишано растојание меѓу нив од 2 метра. На седницата на Општинскиот кризен штаб што се одржа во средата беше донесена одлука пазарот да се организира со почитување на мерките за заштита од коронавирусот и за продавачите и за купувачите. Според градоначалникот Илиев, решението на кризниот штаб било засновано на одлуката што Советот на општина Кочани ја донел во 2008 година, а со која е дозволено поставување тезги и на улицата Гоце Делчев. Сепак, иако тезгите за текстил и други производи беа поставени само на едната страна на улицата, со намера другата страна да биде слободна за минувачите кои купуваат, но и за граѓаните и институциите што се наоѓаат во овој дел од градот, забележливо беше дека коловозот од спротивната страна е узурпиран и претворен во паркинг за возила со кои се носи стоката. Дури и влезот во Канал 8 телевизија остана блокиран за цело време додека траеше пазарот. Ке пробаме со ова да воспоставиме еден нов начин, пофункционален начин кој ќе биде од интерес и на продавачите и на купувачите, секако и на жителите кои живеат на таа улица, се до моментот додека не се најде трајно решение за дислоцирање на пазарот од овој дел на градот, кое што сметам дека е единствено, целосно и конечно решение за овој проблем. Очигледно е дека изнаоѓањето нова локација и дислоцирањето на пазарот за текстил и други непрехранбени производи треба да биде еден од приоритетите на општината што е можно поскоро. Фактот што со децении пазарот е на сегашната локација не ја оправдува одлуката на Општинскиот совет од пред 10 години тој и понатаму да се организира на истиот начин. Едноставно, поради овозможувањето 30 трговци да ги остваруваат своите права, што секако им припаѓаат, не може неколку илјади семејства од овој дел на градот еднаш во неделата нормално да си дојдат дома. Револтот на жителите од улицата Гоце Делчев лесно може повторно да дојде до израз, а тогаш и Советот и локалната самоуправа ќе имаат полни раце работа. Во изминатото деноноќе регистрирано е оздравувањето и на последното лице од Кочани кое по лекарскиот третман против COVID-19 веќе не е позитивно на болеста. Во Виница се уште се води како активно уште едно лице. Такви се официјалните податоци за состојбата со коронавирусот во нашиот регион, а што ги потврдија и од Институтот за јавно здравје. Вкупниот број на оздравени во државата е 16 лица, од кои 9 во Велес, 4 во Прилеп и по 1 во Битола, Скопје и Куманово. Во последните 24 часа биле направени 560 тестирања, а регистрирани се 38 нови случаи на заболени на ниво на држава. Од заболените, 24 се од Скопје, од Куманово и Штип по 4, тројца се од Тетово, во Неготино има 2 регистрирани лица, а едно е од Битола. Покрај ново заболените, во изминатото деноноќе имало и 3 смртни случаи. Тема на пресконференцијата што ја организираше Општинската организација на СДСМ од Кочани беше изградбата на инфраструктурата во општината. При тоа беше споменато дека инфраструктурните проекти се реализираат и покрај кризата што е предизвикана од пандемијата со коронавирусот. Изградбата на нова детска градинка, реконструкцијата на мултикултурниот помладински центар, реконструкцијата на стар објект во планинарски дом, реконструкцијата на ски лифтовите на Пониква, изградбата на браната Речани, која е еден од најзначајните капитални објекти за Кочанскиот регион, реконструиран трговски центар и ново идејно архитектонско решение за градскиот парк во модерно ќејско шеталиште. Ова се само дел од проектите кои што го обележуваат развојот на Кочани. Повеќе од 50 улици и патишта во градот и населените места на Кочани се изградени или реконструирани, а дел од нив се во фаза на реализација. Патната инфраструктура во должина од над 30 километри е реализирана само за 2,5 години од мандатот на актуелната локална власт и градоначалникот Николчо Илиев. Залагајќи се за
мерен развој, подеднакво се инвестира и во градската средина, во рамничарските и планинските села. Највидливи се промените на Ленинова, Стево Теодосиевски, кои што покажуваат дека се проектира булеварско решение и кружни текови. Изработена е техничка документација за изградба и реконструкција на уште 6 километри улици. Изградени се 4 нови детски игралишта, а пред почеток е и градбата на петото. А се реконструирани повеќе наменските во Тракање, Прибачево и Грдовци. Реализацијата на овие проекти ги увери граѓаните во одговорното, честното и економично работење по високи стандарди. На пресконференцијата што ја организираше Општинскиот комитет на ВМРО ДПМ над Кочани, стана збор за политиките што ги води актуелната власт. При тоа беа критикувани постапките за задолжување на државата, справувањето со здравствената криза и користењето на полицискиот час за партиски кампањи. Апсурдно е како СДС водат кампања во која не принудуваат да се навикнуваме на нова нормалност. Само вчера не задолжија 700 милиони евра. Банкрот ли е новата нормалност? Парите од мерките од јавните повици преку АВРМ ненормално се делат во полициски час и тоа предпоставуваме е новата нормалност. Македонија е оценета како хибриден режим и тоа е далеко од нормално за една демократија, ама најверојатно и тоа припаѓа во утопија на СДС. Да се носат трас пресуди не е здраворазумски, ама по се изгледа и тоа е новата нормалност според СДС. Воопшто не е политички коректно да делиш флаери со партиски слогани и да тераш кампања пред полициски час, ама еве, и тоа се случува во новата нормалност на СДС. Сите параметри покажуваат дека Македонија многу лошо се справи со здравствената, но и со економската криза која предизвика коронавирусот. Ова е убедливо најнеспособната влада со најнеспособните луѓе во историјата на Република Македонија. Затоа барате избори без кампања. Барате избори без можност да се сретнете со луѓето, затоа што не можете да ги погледнете во очи. За жал, за вас и тоа е нормално. Сдруженијето за асистивна технологија Отворете ги прозорците во партнерство со УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика ја креираше платформата онлайн сервисна служба, која нуди бесплатна, висококвалитетна и индивидуализирана едукација за деца со попреченост. Специјалните едукатори и логопеди за секое дете дизајнираат индивидуализирани планови за онлайн часови и истите секое дете ќе може да ги следи од дома со поддршка на родител или старател. Поканата за учество во платформата е пратена и на децата со попреченост во општина Виница, кои имаат право на пријавување на повикот. Секое дете со попреченост има потреби кои играат значајна улога во неговиот развој. Во период на зголемени мерки за заштита од COVID-19 и ограничено движење, најголемиот дел од сервисните служби беа принудени да ги прекинат услугите и да ги трансформираат и да ги нудат на алтернативни начини. Преку платформата во наредните 3 месеци тимот на Отворете ги прозорците во соработка со Креатива Исток и Логомедикус ќе испорачува 4 вида услуги за деца со попреченост: индивидуализирана поддршка за користење компјутер и интернет, рана стимулација на развојот, логопедски услуги и советодавно консултативна поддршка за родители, односно старатели. Услугите се засновани на пристапот насочен кон личноста и имаат за цел да го поттикнат личниот развој на децата. Онлайн сервисната служба е наменета за сите деца со попреченост, како што се развојни дисфазии, аутизам, Даунов синдром, деца со потешкоти во говорот и учењето, како и деца со физички ограничувања, како церебрална парализа и слично. Придобивките се учење од дома во распоред прилагоден со потребите на детето, поддршка на развој на постојните вештини за читање, пишување и артикулирање зборови. Овозможува когнитивен развој за секое дете независно од нивните моментални способности. Ги охрабрува децата да станат активни учесници преку работа од дома. Воведува нови можности за учење во безбедно, подражувачко опкружување, балансирано и забавно учење. За регистрација се пополнува барање, а едукаторите се целосно квалификувани и исклучително посветени на своите професионални улоги. Во склоп на онлайн сервисната служба ќе работат 6 дефектолози и 2 логопеди.
Уште една успешна крводарителска акција на Општинската организација на Црвениот крст Кочани. Во сработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје, скапоцената течност ја даруваа 30 на граѓани. Меѓу нив е и скопјанецот Александар Иванов, кој поминувајќи случајно го забележал комбето на Институтот од Скопје и не можел да го одмине, а да не дарува крв. Дополнително што ова му е јубилеен 50-ти пат да ја дарува скапоцената течност. Денес сум случајно во Кочани. Кога го видов комбето на Институтот за трансфузиона медицина, посакав да дадам, денес е јубилеен 50-ти пат, 50-ти пат крв. За мене значи ова хуман гест и навистина ми исполнува. Давам крв 3 до 4 пати годишно. Со 33 години имам 50 пати дадено до сега. Упатувам апел до младите луѓе да даруваат крв, затоа што некаде по болниците секогаш постојат луѓе и пациенти на кои тоа им е и повеќе од потребно и затоа што спасува живот. Дарувани се 30 единици крв, што е задоволителна бројка, велат од Црвениот крст и од Институтот од Скопје. Продолжуваме со нашите акции, каде што нашите херои, како што ги викаме за време на пандемија, даруваат крв и спасуваат нечии живот кој што чекат за крв. Ги заблагодарувам многу сите дарители што денеска доаѓаат и даруваат својата скапоцена течност, крвта. Очекуваме да се покачи таа бројка. Ова крводарителска акција не посетија и многу млади, од каде од 21 единици што се собрани, околу 50% беа и млади што дарува својата скапоцена течност. Денеска во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се спроведува редовна крводарителска акција која започна во 9 часот и ќе трае до 14 часот. Самата акција се спроведува во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. До моментот дарувани се 21 единица на крв и очекуваме да закружиме оваа акција со број околу 30 дарувани единици. Така да сакам да се благодарам на сите крводарители кои денеска дојдоа, дарува и со тоа нели помогнаа да се спасат човечки животи. Од Црвениот крст во Кочани истакнаа дека од следната недела пак продолжуваат со хуманите акции, поточно со доделувањето пакети со храна за социјално ранливите категории граѓани. Прво место за поезија и проза освои поетесата Марина Гоцевска од Кочани на интернационалната литературна манифестација Литератопија 2020, што во организација на поетесата Милица Паулус се одржува секоја година, а овој пат поради состојбата со коронавирусот се одржа онлайн. Гоцевска е изненадена, но воедно и презадоволна од својот успех и од освоеното прво место, кое не е ниту прва, ниту пак последна награда досега која ги добивала за своите литературни творби. На интернационалната литературна манифестација Литератопија го освои в првото место за поезија и проза со песната Медова горчина. Главен организатор на оваа манифестација е Милица Паулус. Прогласувањето на победниците се одвиваше онлайн, учествуваа учесници од повеќе држави кои се здобија со многу награди. Досега имам добивано повеќе награди, од кои последна беше по повод Великден во организација на Евроарт. Гоцевска истакна дека, како и досега и понатаму, ќе продолжи со учество на литературни конкурси, кои во оваа воредна состојба се позачестени, бидејќи сите пишуваат дома и учествуваат и со тоа докажуваат дека од секогаш, а и сега ги сплотува поезијата. Следен конкурс на кој ќе учествува Гоцевска е литературниот конкурс, што во организација на фондацијата Гордана Такец ќе се одржи онлайн.